кога започнува месецот на пролетта, месецот на среќата, љубовта, радоста. Оваа вечер ја исполнуваме токму со многу радост и многу љубов кон поезијата. Ја посветуваме на нашиот драг сограѓанин Миланчо Пендев и неговото дело насловено Јас и јас. Писателот Миланчо Пендев со ова дело и со пишуваните ентитети изненадувачки допира до суштината на притисувањето на единката, но вечната борба на двете спротиставени страни, јас и јас. Ја отвара одамна затворената одаја на согледувањата и доживувањата во човековата размисла за животот. Јас и јас. Тоа е всушност плод на едно 20 годишно истражување на самиот себе си. На борба со моето јас. Борба со другиот во мене. Борба со доброто и злото, помеѓу доброто и злото кој што се води во мојот ум и кој што се борат едното и другото кој да го заземе престолот на моето срце. Всушност тоа е на некој начин борба со близнакот во мене, со оној другиот. И тоа е еден период, 20 годишен период, кој што ме научи, ми даде искуство како и на кој начин да се однесувам со животот. Во кој жанр би ја сместиле јас и јас? Па можда е тешко да се смести во кој жанр, но јас би рекол во мисловна поезија. Станува збор за книга со песни или раскази или тоа и тоа? Така, комбинација на песни и на поезија и проза. И сега, зошто ба се одлучи за таков вид на дело? Па видите, тоа е исконска борба на секој човек, не е само таа моја борба лична, можеби некој не се осознал и не се видел во таа борба, не ја препознал, но секој човек се бори во животот и има таква една борба и мислам тоа е едно животно прашање кој што секој треба да се запраша и јас во еден момент застанав каде сум, што се испитував и гледам дека не сум на вистинскиот пат. И всушност почнав да размислувам и еве на некој начин, како пак ќе повторам, после 20 годишно истражување на себе си излезе ова дело. Првенче или? Првенче дело. Се надевам дека ќе има и втор дел, но пред да излезе вториот дел, можам да најавам и друга книга која што е во тек, можеме да го откриеме и насловот на книгата, која што ќе излезе, јас мислам за... Да не е тој. Не е тој, мозаикот на среќата. Нешто поврзано, нешто кое што ќе се надоградува на оваа книга, претходна, сега што е на јас и јас, па ќе видиме како ќе биде прифатено од гледачите. Има ли одреден генерацијски јаз на кој би му го посветиле, да речеме, ова дело? За кого? Мислам дека од 18 години па до крај. Нема нешто за кое што би рекол за тоа годиште или за тој период на старосен период. Или тоа за помлади од 18? Не е. Па за помлади можда, али не е нешто кој знае што. Ако може да го разберат, малку е специфична книгата. Таму се опишуваат настани кои што борбата моја, која што можеби не може да го сватат да го насета тој живот, затоа што нема толку искуство во својот живот, па и не може да го долова тоа на права смисла на книгата. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.